Dragi roditelji, jaz sam Mirjana Cvetković, psiholog i sistemski semen sovetnik pri Psihološki centar Alternativa. Danas kad bi zboruvala za doslednost na roditeljita kako mnogo važan faktor v procesu na vzpostavljanja na pravila i rutini kaj decata i adolescentita. Doslednost v roditeljstvu to znači, da kad sledite vašite vzpostavljeni pravila, rutini, očekuvanja i postupki i bez pogolemi odstupki продолжувате да правите како што кажавте однапред дека ќе правите или се договоривте со вашето дете или адолесцент дека ќе правите. Од тука би сакала да ви дадам неколку препораки како да ја подобрите доследноста. Прво, препознајте ја собствената емоционална состојба. Тоа е најблискиот чекор до емоционална стабилност, што значи препознавање дали сте смирени, срекни, задоволни или пак можеби засрамени, лути, бесни или исплашени. Второ, доколку забележите дека вашите емоции се силни, користете техники за справување со силни емоции, пред воопшто да изреагирате било како. Може да дишате длабоко, да си кажете дури на глас дека сте бесни и дека е тоа во ред. Можете да ја пуштите вашата омилена музика и да играте сами или со детето, а подоцна да се вратите на главната тема. Исто така може на глас да повторувате потврдни реченици, кажувајќи си дека успевате да се справите, дека ја имате контролата и дека можете да го спроведете правилото. Променете ја просторијата. Кажете му на вашиот адолесцент дека сте многу возбудени или исплашени и дека ви треба малку време да бидете сам или сама. Понатаму како трето би можела да ви кажам, издржете го притисокот што го врши вашето дете или адолесцент и подсетете се дека тоа воопшто не е лесно, а вие ја имате таа привилегија да се справите со притисокот. Имајте во предвид дека децата знаат да бидат многу упорни и да ја тестираат вашата моќ, вашата снага, но вие можете да се справите со притисокот. Понекогаш некои родители велат премногу е упорен или не можам да гледам како се расплакува. Тоа ме натажува. Но веднаш сетете се на придобивката од правилото и објаснете му смирено и заинтересирано на детето или на адолесцентот дека тоа е однапред договорено и мора да се почитува. Четврто, пофалете се секој пат кога сте успееле да бидете доследни. Пофалбата е многу важна. Кога ќе успеете, а макар и да потфрлите, охрабрете се, пофалете се. Браво, успеав, одлична сум или одличен сум. Вие сте вредни, достојно родители и го давате најдоброто што можете. Пофалете го исто така партнерот, партнерката, дедото или бабата. Петто, доследноста е одлична, но запомнете дека доколку процените дека некое правило повеќе не функционира, време е истото правило да се ревидира. Промената е очекувана и нормална. Постои една изрека за секоја индивидуа и за семејствата, а тоа е дека стабилни сме бидејќи се менуваме. Семејството е жива материја, расте, се развива, па затоа повремено е потребно преиспитување и промена на правилата. Драги родители, тука завршуваме. Но дали би можеле да извлечеме некој заклучок од севто ова? Секако дека да. Следете ги и не отстапувајте од вашите воспоставени правила, рутини и очекувања. А тоа значи дека вие сте сигурни, самоуверени и постојани. Тоа не само што ги води младите во правилен правец, туку исто така им нуди одличен модел за идентификација, да и тие научат како да бидат доследни сега во односите со другарите и останатите луѓе, но и како да постанат доследни и подоцна во животот. Ви благодарам.